Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани даде подршка на предлогот да се бараат мерки од ресорното министерство за решавање на проблемите со откупот на оризот. Иако советниците беа едногласни во барањето, реалната моќ за влијание на локалната власт во слични ситуации досега не се покажала како доволно моќна. И Советот на општина Кочани се вклучи во барањето помош од Министерството за земјоделство за решавање на проблемите со откупот на оризовата арпа. На последната седница беше усвоен заеднички писмен документ со кој советниците им даваат подршка на земјоделците кои произведуваат ориз во нивното настојување да се најде ефикасно решение за сегашната состојба. Во информацијата за производството, пласманот и цената на арпата, што беше изготвена и представена од подрачната единица на Министерството, беше речено дека се уште има контроли на теренот. Имало и извесен откуп со цени што се нешто повисоки од оние кои ги изнесуваат земјоделските производители. Имаме информација дека во два откупни пункта веќе имаме откуп на оризовата култура, односно оризовата арпа, со цена од 18 до 20 денари, па затоа и ја имаме доставено оваа цена овде со која што најмногу ве интересира вас и самите производители. Советниците реагираа дека откупната цена што е наведена во информацијата од подрачната единица на Министерството не е соодветна со реалните случувања на теренот. За жал информациите од теренот не зборуваат дека може да денес да продадете ориз, арпа по цена од 18 или 20 денари. Значи, ниту една од откупните центри не откупува по оваа цена, туку цената во која што откупуват е 15 и 16 денари. Еве, ве повикувам одговорница, дојдете и кажете каде може да се купе по 20 денари арпа. И кој е начин на плаќањето? Дали тоа веднаш ќе биде платено или ќе биде платено после извесно време? Како начин за решавање на проблемите со откупот и ниските цени беше предложено да се намалат површините што ќе се сеат со ориз. Неопходно е намалување на овие површини. Ланската година имаме зголемување на површините под ориз. Еве до каде доведе тоа. Неопходно е намалување на површините под ориз, поминување на други култури кои што се поисплатливи за земјоделецот, поминување на градинарство. Малку е потешко за работа, нормално од оризот, меѓутоа таму е економската оправданост. Согледувајќи дека има потреба заеднички да се реагира за лошата состојба со оризопроизводството, беше предложено Советот да упати барање до Министерството за земјоделство да се преземат соодветни мерки. Текстот на писмениот документ им беше представен на советниците. Советот на општина Кочани бара од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во најкраток временски период, во рамки на надлежностите што ги има Министерството, да се заложат и да преземат конкретни мерки во врска со навремениот откуп и цената на оризовата култура на подрачјето на општина Кочани. Ваквото писмено барање доби едногласна подршка од сите советници. Сепак, со оглед што реалната моќ за влијание на Советот врз државните органи во слични ситуации досега не се покажала како многу ефикасна, прашање е дали тоа нешто ќе промени или поверојатно е оти ќе си остане мртва буква на хартија. Градоначалниците од Источниот плански регион одржаа редовна седница на која се разгледуваше и предлогот за можна локација на регионалната депонија за цврст отпад. Едно од предложените решенија било селото Мечкуевци во општина Свети Николе, иако одлуката за тоа треба дополнително да се донесе. Регионалната депонија за цврст отпад за источниот и североисточниот регион најверојатно ќе биде лоцирана во атарот на селото Мечкуевци во општина Свети Николе. Ова не е конечна одлука за локацијата на депонијата, бидејќи советите на општините ќе треба да се изјаснат дали ќе ја прифатат предложената локација. Тоа е исто така во близина на Куманово, бидејќи мислам дека двата региони повеќе би сакале да имаат една регионална депонија, заедница за двата региони, и оваа локација најмногу одговара како за источниот, така и за североисточниот регион од аспект на транспортни трошоци. Одлуката е, мислам, предлогот се разгледува, меѓутоа за да биде тоа конечна одлука треба да се донесат соодветни одлуки на сите совети на општините, така што не би можеле да речеме дека е конечно. На одржаниот состанок на Советот на градоначалници од Источниот плански регион е направена и приоритетна листа за финансирање на проекти од Бирото за регионален развој. На листата се наоѓаат проекти на 5 општини. Во седиштето на општината Зрновци наредната година треба да се гради етнопарк,
Општина Штип ќе реконструира стара куќа во Ново село, а општините Кочани и Чешиново ќе реализираат заеднички проекти за изградба на парк во историскиот локалитет Свиланово. Општина Виница исто така ќе реконструира историски објект. Сите општини очекуваат да добијат 14 милиони денари за реализација на проектите, а разликата во буџетите ќе ги финансираат самите локални самоуправи. Проектите се во функција на развојот на туризмот на источно-планскиот регион. Водостопанската подружница Брегалница од Кочани го подготви предлог планот за наводнување на земјоделските површини во регионот за наредната година. Своите забелешки и предлози земјоделците ќе можат групно преку местните заедници да ги достават во надлежните служби на водостопанското претпријатие. Водостопанската подружница Брегалница навреме ги започна подготовките за реализација на активностите за наводнување на земјоделските површини, што се опфатени со хидросистемот со кој таа стопанисува. Местните заедници ги доставиле барањата за количините вода што ќе им бидат потребни во нивните атари, што помогнало веднаш по завршувањето на жетвените активности да се сумираат добиените податоци и да се изготви предлог планот за наводнување. Документот е јавно објавен во просториите на подружницата во Кочани и во наредниот период земјоделците ќе можат да го разгледаат и да достават своји забелешки или дополнителни предлози. Даваме рок 7 до 8 дена сите земјоделци кои што сакат да дојдат да извршат увид во него, доколку имат забелешки на предлог планот, тогаш група на луѓе или преку местната заедница може да достават барање до нашата подружница и ние ќе пристапиме кон доработка на планот, дали ќе има измени, ќе остане како што е, тоа ќе биде одлука на АД Водостопанство на Република Македонија подружница Брегалница Кочани. Потоа ние предлог планот ќе го доставиме до нашите органи во Скопје во централата, ќе биде усвоен предлог планот и веќе ќе имаме конечен план за наводнување за 2017 година. Во однос на оваа наводнителна сезона нема поголеми измени во површините што ќе се наводнуваат до година. Слична ќе остане и застапеноста на земјоделските култури во атарите на општините од Брегалничкиот регион. Планот моментално е на 10.080 хектара, од кои што носечка култура во Кочанскиот регион пак ќе остане оризот со 5.100 хектара, во Штипскиот и Светениковскиот регион носечки култури ќе биде луцерката со 2.000 хектара, а пченката со 1000 хектари, а останатото се други култури, разноградинарски, лојза и слично. Во моментот во акумулацијата Калиманци има 42 милиони метри кубни вода, што за овој временски период е солидна количина. За да може планот да се реализира во целост, ќе бидат потребни 110 милиони метри кубни вода, што до започнувањето на сезоната во месец април не би било проблем да се акумулираат преостанатите количини во акумулациите од хидросистемот Брегалница. Поставен е кровот, сега се работи на уредување на внатрешноста. Црквата Света Петка во Кочански дол полека, но сигурно го добива својот лик на православен храм. Црквата Света Петка во Кочански дол е во фаза на изградба. Поставен е кровот и сега се работи на уредување на внатрешноста. Домакините на црквата апелираат на граѓани кои сакаат да помогнат за изградба, донирањето е добре дојдено. Црквата е сега изградена, покриена е, спрема се, тремо и после очекуваме некои донатори да се појават за мачкање, за струја, за фрески. Веќе имаме у книгата запишено едно 5-6 фрески кои ќе донират, после они си ги платат фреските, али не е стасено до тај дел. А сега што е направено до сега, направили сме го туа со два-тројца што се највеќе трудиме и со тука што искараме од манастирот, нешто по клопе за ручок, не за ово и така. Инаку, со самото започнување на градење на црквата, надлежниот митрополит Иларион постави камен темелник за нејзина изградба, па сега останува на верниот народ да помогне околу нејзината изградба. Пред само една недела црквата беше ограбена од несовесни граѓани, а ги украле казаните за готвење ручек, а беше разбиена и вратата на кујната и прозорецот. Таа кражба беше 6-та за краток период на оваа црква. За подсетување, славата на црквата е на 8 август, кога се чествува празникот посветен на Света Петка.
Учениците од Средното општинско училиште Лјупча Сантов ќе учествуваат на надпреварот во изведување експерименти, решавање на тест и предавања од областа на природните науки, што ќе се одржи во Скопје Сити Мол и во просториите на Природно-математичкиот факултет. Настанот е во организација на друштвата на биолози, физичари, хемичари, географичари и астрономи. И учениците од Средното општинско училиште Лјупча Сантов ќе земат учество во надпревар во изведување на експерименти, решавање на тест и предавања од областа на природните науки, што на 18 и 19 ноември ќе се одржи во Скопје Сити Мол и во просториите на Природно-математичкиот факултет. Станува збор за мега настан под мотото Ноември месец на науката, што се одржува во организација на друштвата на биолози, физичари, хемичари, географичари и астрономи. Друштвото на физичари на Република Македонија, Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија, Друштво на биолози на Република Македонија и Македонското астрономско друштво организираат месец на науката, ноември, кој што ќе се одржува во петок, сабота и недела, на кој што настан ќе учествуваат две наши ученички, а тоа се Трајкова Љупка и Гушкова Панајота, кои што се заинтересирани да присуствуваат на настанот ноември месец на науката, со кое што ќе земат активно учество во предавањата и тест на преварот кој што ќе се одржи во саботата во 10 часот. Инаку, интересот кај учениците за изучување на природните науки не е на задоволително ниво, но токму тоа е и целта на ваквите надпревари, да ги поттикне учениците за поголем интерес за овие предмети. Интересот кај учениците, да кажеме дека не задоволува, меѓутоа ова е ноември месец на науката, кој што има за цел да ги активира сите ученици кои што се заинтересирани за изучување на природните науки, вклучувајќи ја тука физиката, биологијата, хемијата и со тоа што ќе допринесат за да учениците имаат поголем интерес за овие науки и да се активираат во овие области. Настанот ноември месец на науката е наменет за сите ученици од основните и средните училишта од Република Македонија и наставниците што предаваат природни науки, физика, хемија, биологија и географија и има за цел да ги промовира истите. Попуст од 10% на сите производи, презентации и музика. Така помина прославата на 4-тиот роден ден на Месмон маркетот кај Калиманова глава. Со попусти, презентации и музика помина прославата на 4-тиот роден ден на Месмон маркетот кај населбата Калиманова глава во Кочани. На штандови се нудеа производи кои што можеа да ги вкусат потрошувачите, а сите производи се продаваа по намалена цена од 10% попуст. Граѓаните ги искористија роденденските попусти во маркетот. Денеска го прославуваме 4-тиот роден ден на Месмон маркетот Калиманова глава. Задоволни сме како поминува денот. Како и што ветивме, во текот на целиот ден имаме 10% попуст, а потрошувачите тоа го искористуваат и доваѓаат во се поголем број. За забавниот дел се погрижи бендот А Позитив, а имаш и понуди и акции на одредени производи, при кои со купен производ граѓаните си добиваа и подарок. Месмон маркетите во Кочани и понатаму продолжуваат со работа со уште позасилено темпо и изненадувања за потрошувачите. Следуваат информациите од спортот. Добар настап и 7 медали, од кои 3 златни и 3 бронзени, освојат членовите на карате клубовите од Кочани на меѓународниот турнир во Скопје. Екипата на Унипап постигна висока победа на гостувањето во Демир Капија и го задржа третото место во втората футсал лига на Македонија. Карате клубовите Партизани и Кочани со 16 млади каратисти учествуваа на меѓународниот турнир, што по повод ослободувањето на градот се одржа во Скопје. Во силна конкуренција тие имаа одличен настап и освоија вкупно 7 медали, од кои 3 златни, 1 сребрен и 3 бронзени.
Успехот е уште позабележителен ако се знае дека на турнирот имало повеќе од 450 каратисти од Македонија, Србија, Бугарија и Косово. Екипата на Партизан била побројна и со 12 надпреварувачи се закити со вкупно 5 медали, од кои 3 златни и по 1 сребрен и бронзен. Одличен успех и први места во своите категории од генерацијата 2003 освоија Мартина Шахинова во категоријата над 45, Роберто Здравковски до 47 кг, како и Ѓорги Петров од генерацијата 2004 во категоријата над 47 кг. Каратистите од генерацијата 2003 имаа уште 2 успешни настапи, при што Ивато Ушаново во категоријата над 45 кг го освои второто место и сребрениот медал, а Ангел Митев до 52 кг беше трет и се закити со бронза. Добар настап имаа и каратистите на карате клубот Кочани, кои учествуваа со 4 надпреварувачи и освоија 2 бронзени медали. Двојниот успех им припадна на каратистите од генерацијата 2004, при што Натали Веселиновска беше трета во категоријата над 40 кг, а Томо Кузманов во категоријата до 47 кг. Во втората футсал лига на Македонија се одигра четвртото коло, во кое екипата на Унипап од Кочани повторно постигна победа. На гостувањето во Демир Капија против Богородица, нашите фудбалери беа далеку понадмокни и го совладаа противникот со високи 10:1. Тоа е втора победа поред за Унипап, со што клубот во моментот со 8 бода го задржува третото место, но има и надпревар повеќе од конкурентот Астибо, кој е едно место подолу. Во следното коло, според распоредот во лигата, Кочанскиот клуб за мал фудбал ќе биде слободен, а Штипјани ќе гостуваат во Свети Николе на Овчеполе, кое без бодови е предпоследно. Карате клубот Лидер од Виница се погоре на скалата на успехот. На интернационалниот куп во Лесковац се закитија со голем број медали. Членовите на карате клубот Лидер од Виница ги множат своите успеси на повисоко ниво. Викендов беа учесници на 16-тиот меѓународен турнир Ипон Куп, што се одржа во Лесковац. Во конкуренција од 700 надпреварувачи, каратистите од Лидер, предводени од тренерот Дарко Гоцевски, освоија 12 бронзани медали во категоријата кати, но уште поголем успех постигнаа во борбите. Настапивме со 12 надпреварувачи и изведовме 17 медали. Оно што сакам да го истакнам, дека ова година за прв пат нашите деца учествуваа во борби. 2007-2008 година, значи, може да се похвалиме за прво место во екипна конкуренција. Учествуваа, значи, Михаил Анакиев, Јани Костолов, Драган Змејковски и Лазар Костадинов. Ја победивме во финалето екипата на Партизан од Штип. Исто така Јани Костолов во поединечна конкуренција, каде што имаше доста надпреварувачи, 22 надпреварувачи, оствари 5 борби и извојува 4 победи, со што го зеде второто место. Групни борби освоив златен медал, а во поединечно освоив сребрен медал. Јас сум задоволен што освоив во сребро во Лесковац, во кати бронза и во екипно борби злато. Овие борби според тренерот Гоцевски се први за неговите членови, така што во иднина очекувањата и резултатите во спортот се многу поголеми за Виница. Клубот Лидер 2016 година ја заокружува со повеќе медали од интернационални купови, а од следната година амбициите се стремат кон учество и на државните првенства.
Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.